умревте. Да. Ме умревте за јадење. Се зезам. Здраво. А знаеш што кажа, кога ќе додиш иначе ќе ме умреше за јадење. Ова е правена веднаш после војната. Во куќата не живее никој повеќе од 12 години. Јас доаѓам преку лето и така ја одржувам. Само нешто поправам, се изронало преку зима, лежи снегот. Нема кој да го турни по скалите, се ронат и така. Јас доаѓам во јуни и веќе доцна за многу цвеќиња, не можам да садам. Ова семето ќе си падни, цутот исушен и зима и да замрзне, напролет ќе си никне повторно. Од она куќа до овдека, до баракава, тоа било на дедо ми. И ова е економскиот влез, разбираш, економскиот дел. Огромна порта за да влегуваат коли со натоварени со сено, со не знам ова, со она тантара-мантара. Има пиперки, има патриџани, има зелка, ама ја не икам да рендам зелка, вие ќе рендате. Ај да рендаме заедно зелка. Ајде. А не, зелка подобро таму за рендање. Оти ќе Добро. прска наоколу, а не ќе ја сецкаш, ќе ја сецкаш. Ај ќе пробам да ја рендам, ајде. Према историските податоци, Ресен се спомнува како Росне во Душановиот кодекс, што се наоѓа во манастирот Трескавец, каде ќе се спомнува за првпат 1953 година. Еден од монументалните споменици е Сарајот, кој е граден од 1905 до 1912 година. Тој е неокласицизам. Вакви објекти има во околината на Париз, а најсличен објект е замок во Фонтенебло. Цело време Сарајот бил простор на власт, како се менувале туците, србите, бугарите. После во времето станува собрание на општина Ресен. Комшијите ми викаат: "Абе зошто не седиш тука, сега си во пензија, видиш убаво ти е тука, зошто одиш во Скопје?" Викам: "Шо ќе правам овдека, во Ресен во лето нема ништо, а камоли зима." Имаше културно-забавен живот, имаше многу јака гимназија, киносала има огромна, супер, имаше културен забавен живот, имаше радио, имаше емисии, имаше се. Сега нема ништо, сега Ресен е мртов град. Умира како и цела Македонија, како сите градови во Македонија. Меѓутоа, ние разбираме, ама ние не сме мокни. Ние не решаваме, решават политичарите. Во тоа е проблемот. Во тоа е проблемот.